Почитувани колеги братени, колега Талат Джафери, министри, премиер, имам три прашања. Се однесуваат до министерот за здравство и до премиерот. Пред мене го имам вашето експозе од 35.2017 година, во кое сте децидни и кажувате дека за да ги задржиме лекарите во јавното здравство, имате одредени проекти, во нив се и платата во делот здравство. Здравство, да. И во ред е и премиерот. И третото премиерот. И најглавното, во ова експозе вие кажувате: јавно сакам да порачам дека е доста од реваншизми и партиски отпуштања. Првото прашање е од лекарската фела, од медицинскиот персонал, од клиниката, односно од болницата во Битола. Многу е темата на високо ниво и за да бараат од мене како пратеник, јас денес да го поставам ова прашање, мислам не е во ред. Лекарите, вие знаете, министре, вашиот апел да останат, да им дадеме привилегија, не е привилегија, заслужена плата. Знаете дека во последните 3 месеци побарале негде 89 лекари од комората за да заминат во странство, а ние правиме реваншизам. И што се случува во Битола? Имено комисијата, партиската комисија на ВМРО-ДПМН, која е нормално составена од лекари, од медицински персонал, надвор од кругот на болницата, надвор од работно време, одржала прес, во која многу добронамерно кажала пропусти и кажала дека во периодот наназад не работел акселераторот, до кога не работел. Сега ќе ви ги наведам кои се тие. Акселераторот, иако е набавен, воопшто не е пуштен во употреба повеќе од една година. Најавен за втори месец 2018 година од министерот. Ангиографот со месеце не работи и пациентите се испраќаат во Скопје. Инсеминација, кабинетот исто во употреба. Значи, гама камерата не работи, односно се праќаат пациенти во другите клиники. Ова беа прашањата на лекарите, медицинскиот персонал, и тоа од лица, односно доктори, кои имаат 18 годишно работно искуство во максилофасцијала, 23 годишно искуство гинеколог, да одма наредниот ден бидат прераспределени, односно двајцата од началници и сестрите во други оделенија, иако едната работела инструментарка, односно добро обучена за да го работи тоа. И нема проблем. Никогаш политички не реагираме доколку се сменат директори и во други институции, се разбира со доаѓањето на новата власт мора да има, кадар кој ќе ги спроведува тие политики. Но доста те и во оваа фела. Немојте кај докторите. Немојте она што е направено во клиничка болница Битола. Ке ве молам, и вие, министре, и вие како премиер, директно да се зафатите и да ги добиете информациите. Значи, не сакам повеќе да наведувам фейсбук статиси од главни сестри, од заканвање, Значи, таков притисок, омаловажување и шиканирање не е повеќе потребен. Ако ништо друго, цитирајте го ова што вие во вашето експозе го кажавте. Не можеме повеќе да си дозволиме во областа на здравството такво нешто. Дали се согласувате, министре, во овој дел? Второто прашање е во делот на локалната самоуправа. Вас, премиере, ќе ви го поставам. Пред една недела се одржа состанок на ЗЕЛ во која присуствувавте и вие. Отворивте повеќе прашања, дел од тие ви беа и во програмата. Чудно беше дека во тој момент вие говорите за блок дотации, распределба на ДДВ, данок на личен доход и слично по општините, меѓутоа после тоа видовме зошто е тоа така и веќе беше намерата Тевдовски да се тргне од тоа министерство. На средбата, меѓутоа и вчера, при представувањето на Милевски, рековте дека сте се договориле зголемување на ДДВ за општините од 4,5 на 10%.
данок на личен доход до 50%, зголемување на блок датациите. Моето прашање сега, дали вие знаете, дали сте општините спремни за да ги земат овие дополнителни обврски, односно во овој процес на децентрализација, домови на култура, центри за социјална работа, здравствени домови, слично на онај преостанат процес, кога и самите сте свесни дека општините немат капацитет да направат репроценка на имот, а уште помалку да соберат данок на имот. Имам сомнеш дека можеби оваа избрзана децентрализација политички да не е договорена меѓу двата круга, за да може на одреден дел на градоначалници да се префрлат повеќе пари, односно оние градоначалници што воопшто и не си ја работат својата работа. За на крај на состанокот, вие имате говорено и за промена на организацијата на локалната самоуправа од едностепена во двостепена. Сакам тоа да ми го разјасните и да го кажете на граѓаните. И на крајот, последното прашање, до кога ќе бидете вие министер за финансии, односно, како што милувате да кажете, раководител во финансии. Вчера имавме повеќе прашања, меѓутоа воопшто не одговоривте на тоа до кога планирате и како го планирате тоа да го завршите, односно да ја обавувате и таа функција.